Спонзорот Цермат ви представува. Презентирана изложбата на Леополд Фостнер. Свечено отворено четвртото издание на Битолино. Промоција на документарниот филм Битолска рок-антологија. Single Ladies доаѓаат во Битола. Во изложбениот салон на Завод и музеј, во организација на почесниот конзулат на Австрија и Македонско-австриското друштво, беше отворена изложбата на Леополд Фостнер. Офицерот Форстнер е уметник на биенскиот југен стил на Балканот, скоро 2 години престојувал на Западниот Балкан. Негова задача била да се направи документација за културата на окупираните области од австриско-унгарската армија. Видете кога нашата амбасадорка за култура на Република Македонија во Република Австрија ми се обрати госпоѓата Елена Мисиркова и кажа дека има една прекрасна изложба и дека таа изложба ќе патува низ Македонија. Јас реков покрај Охрид, каде што во рамките на Охридско лето беше прикажана ова изложба и таму беше и првата станица на изложбата. Би сакала да дојде изложбата и во Битола, бидејќи мислам дека Битола и Битфест тоа го заслужуваат. На таа моја молба се разбира дека се одзва и амбасадорката и амбасадорот на Република Австрија во Република Македонија, неговата екселенција, доктор Томас Михаил Бајер, и со заеднички сили еве успеавме да ја донесеме изложбата и во Битола, а веќе третата станица ќе биде во Скопје. Да ги информираме малку и нашите гледачи кои што денес нема да имаат можност да ја погледнат изложбата околу самите фотографии, тоест слики. Така. Значи, Леополд Форстнер, како што дознавме и од кураторот господинот Бенедиктер, кој што беше на отворањето на Охридско лето, тој кажа дека во една прилика, кога ја истражувале куќата на Леополд Форстнер, тие сосема случајно наишле на овие цртежи кои што ги правил Леополд Форстнер при неговото патување низ овие простори, тоа во време на Првата светска војна. Самите слики го инспирирале да таа изложба се направи, да се едноставно организира на овој начин и благодарение на владата на Горна Австрија и на Институтот за последиците од војните, за истражување на последиците од војните, каде што и работи господинот Бенедиктер, тие всушност ја организира ова изложба токму по повод одбележувањето на 100 годишнината од Првата светска војна, каде што се прикажани не само личности, туку и објекти, цркви, згради. Она што посебен впечаток му оставило на Леополд Форстнер при пропатувањето на овие простори. Ке видите и личности во народни носи, потоа ликови, израз на одредени ликови кои што можеме да ги видиме на кога тие чувствувале нешто или биле во тага. Потоа имаме објекти каде што ќе видите стари куќи од овие простори и мислам дека ова изложба ќе не врати во тој период кога била Првата светска војна и така ќе не подзамисли дека имало и тогаш многу убави објекти, а ние сите знаеме дека како последица од тие немили настани од Првата светска војна тие биле и уништени. Некои можеби и ден денес постојат, но мислам дека и повеќето од ова што е тука представено можеби и денес не постои повеќе. Форстнер важи за еден од најпознатите представници на младата генерација на виенскиот југен стил. Тој работел како графичар, дизајнер и сликар. Посебно и единствено место имал како уметник со стакло и како уметник мозаичар, со што се јавува како партнер на големите уметници Густав Климт, Коло Мозар и Јозеф Хофман. Одамна веќе работам на продолбочување на културните врски меѓу Австрија, Република Австрија и Република Македонија.
Таа соработка наша е интензивирана од подпишувањето на билатералниот договор за култура во 2010 година. Јас пак од 2007 веќе официјално како амбасадор на култура на Република Македонија во Република Австрија смеам и задоволство ми е да учествувам непосредно во пропагирање и на двете култури. Се разбира првично на нашата во Република Австрија, каде што престојам веќе повеќе од 25 години. И како концертен пианист се разбира, и се разбира да учествувам во градењето на мостот и културната соработка меѓу Република Австрија и Република Македонија и овде, кај нас. Во тек во Битола е најдолгото нели и најсодржајно културно лето Битфест. Што мислите колку се значени и ваквите фестивали со оглед на тоа што имаме можност да се запознаеме со повеќе светски култури? Во случајот кој поврзувам тоа со големиот јубилеј, да речам тажен јубилеј, 100 годишнината од Првата светска војна, каде што Битола е непосредно засегната, во тоа време монастир, нели? Градот на конзулите, како што знаеме, бомбардиран е за време на Првата светска војна, многу жртви се паднати овде, мислам, на овие простори, но нашата задача е во смисла на некоја културна, духовна врска, да ги надминеме, да го надминеме тој тажен јубилеј и да посведочиме со сликите на големиот автор Леополд Форснер, кој што творел на овие простори, значи на денешна територија на Македонија, практично и на другите балкански држави, како Албанија, Црна Гора, Косово, Србија и Босна и Херцеговина. Мислам, каде што и завршува нашата голема преселна изложба, Патем. Значи, интересно е да се наблюдуваат тие слики кои што се документ за она време, значи начинот на живот, обичаите кои што владееле на нашите простори, конечно за нашата култура и традиција. Од неговата авантура на Балканот, тој изработил и оставил повеќе од 100 цртежи со молив во голем формат, дел од нив колорирани и околу 50 фотографии. Во Центарот за култура со перформансот "Сакам да сонувам" на децата членови во театарската школа Бабец под менторство на Јулијана Мирчевска беше отворен 4-тиот интернационален детски театарски фестивал Битолино. После неа следуваше театарската представа на гостите од Србија, Алиса во земјата на чудата од Детскиот културен центар од Белград. Прво да вам се захвалим на овој дивној добродошлици. Неки од нас су и први пут у Битола. Прво сакам да ви се заблагодарам на гостопримството. Чест ни е што учествуваме на овој фестивал и што ќе ги запознаеме колегите од другите земји. Во Детскиот културен центар доаѓаат театри од цел свет. Значајна е театарската програма, од која дел е и оваа представа. Инаку представата во Белград беше одлично прифатена кај сите деца. Одлична представа, вистинско освежување и многу забава за најмладите. Како добар шлагворд да кажем да е представа Алиса у земји чуда коju смо направили. Представата ги повикува сите кои ќе ја гледаат да ја чуваат чистотата во себе, да ја сочуваат својата земја на чудата, бидејќи само така ќе бидеме подобри луѓе. Мене е заиста драго, јас сум после 2 или 3 години Јас сум после 2 или 3 години тука повторно. Се радувам што овој фестивал постои и што ние сме дел од него. Текстот е оригинален. 2 месеци ја припремавме представата, но мене најубав ми беше процесот на работа и соработката со Јелена. Денес на репертоар се представите од Израел и тоа представата кога се беше зелено и представата од Романија па до Бранци. Битолино ќе се одржува до 7 август. Во кафе бар Камарите синоќ се одржа проекција на документарниот филм Битолска рок-антологија на нашиот колега Агим Джело. Па не е ништо посебно, ќе биде проекција на една музичка емисија насловена како антологијата на рок музиката во Битола. Инаку идејата за самата емисија потекна онака од разговор со пријатели. Досега на Битфест учествував нели со проект насловен како Нексо Металмања, каде што по младите генерации запознававме со музиката која што свира по старите генерации, а пак по старите генерации ги запознаваме со музиката која што свира по младите генерации. Овој пат решивме да биде нешто поинаку, решивме да биде како еден видео документ, значи да можеме да кажеме како музичко документарен филм. И она што беше интересно на самиот почеток мислев дека тешко ќе најдам соговорници за оваа емисија, но сепак најдов навистина позитивна поддршка од сите оние кои што учествуваа во филмот. И она што беше исто така доста интересно во текот на снимањето, можам да кажам дека
Ќе беше интересно се гледа додека тие даваат изјави и како се потсеќаат на настаните нели во 80-тите кои што се случува, додека беа на снимање, додека беа на некои свирки или додека се оформуваа сите тие бендови. Кој се ти помогна за самиот проект? Па имаше доста луѓе кои што помогна, нели пред се би сакал да изразам голема благодарност до сите оние кои што учествува во овој проект. Би било неблагодарно да кажам кои луѓе за да не заборавам некој, но сепак ете доста луѓе кои што учествуваат, кои што ја креираат таа битолска рок сцена во тој период. Така да, ете, да не ги менуваме луѓето, не сепак луѓе кои што беа членови на Мадригали, на Homo Sapiens, на Чоканче, на Паркети и се разбиле на многу други. Што ти беше најинтересен момент додека ги собираше сите тие информации, додека ги снимаше соговорниците? Па интересен момент, не можам да кажам дека имаше некој интересен момент, она што беше малку стресно, нели околу составувањето на речениците кои што нели тие ги даваа во текот на снимањето, пошто нели сите зборува малку подолго, а требаше да исполни проектот да трае не повеќе од 30 на минути. Сепак беше стресно составувањето нели на тие нивни изјави и нели вклопувањето на архивските видеоматеријали кои што нели знаеме дека во тој период постоеше само македонска телевизија и тешко се доаѓаше до такви материјали, но сепак самите бендови помогнаа околу тоа да ги покриеме тие изјави со дел од видеоматеријалите. Имаме втор дел на проектот? Па засега нека биде ова само како поттик за понатаму, ќе видиме. Ова беше нели антологија на рок музиката во битол 80-тите и нели почетокот на 90-тите години. Да се надевам дека здрави живи, ако сме наредната година, дека ќе направиме нешто со групите кои што нели функционирале од 90-та па наваму. Пред многобројните присутни беше презентиран филмот од големо значење за музичката рок сцена, во кој дел од битолските основачи на битолската рок сцена зборува за своите почетоци, првите настапи, снимки, песни, албуми. – 16 август во ноќниот клуб Позитив атмосферата ќе ја загреат Single Ladies, прв и единствен светски Beyoncé трибют бенд во кој пеат само девојки. Се работи за бенд составен од 7 извонредни музичарки кои во живо ги изведуваат песните од најпопуларната R&B пеачка во светот. Покрај големите хитови како Crazy in Love, Single Ladies, Hello, бендот ќе ги изведува и песните како Listen, Love on Top и многу други. Пред битола Single Ladies настапуваа во Белград, Сараево. За сите кои го сакаат добриот R&B звук, песните на Beyoncé, овој настап е одличен избор. 7 талентирани и преубави девојки од Србија со лајф изведбите на најпознатите хитови на Beyoncé ветуваат луда и незаборавна вечер, совршен викенд во танцувачки ритам на кој нема да може да се одолее. 16 август, ноќен клуб Позитив.